Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште една нова телма амбуланта. Каков е квалитетот на воздухот во стамбените објекти? Изложени ли сме на штетни гасови? Истражувањата покажуваат дека присуството на радон во воздухот е втора причина за појава на белодробен карцином кај непушачите. На кој начин радонот навлегува во стамбените објекти, како да знаеме дали сме изложени на радон во домот или пак на работното место? За потребата од чести проветрувања на домовите, секако на сите затворени простори и болестите кои што можат да произлезат од воздухот во нив, денеска зборуваме со доктор Искра Кочева, специјалист по медицина на труд од Сити Медик. Искра, инаку вие воедност и стручно лице за безбедност при работа. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Фала ви на поканата. Поздрав до вашите гледачи. Се надевам дека денеска ќе прозбориме за една тема за која малку се зборува во јавноста, а тоа е квалитетот на внатрешниот воздух во затворените простори, дали се тоа домови, дали се работни простори. Така што свесноста и јавната свест е повеќе завртена кон амбиенталниот воздух кој што е во надворешната средина. Постојано зборуваме за загаден воздух, PM честички, издувни гасови, PM10, PM2,5 и како амбиенталниот воздух доведува до здравствени ефекти, штетни здравствени ефекти и последици за здравието на сите нас. Што е и докажано дека аерозагадувањето можеби е причина за некаде 13 милиони смртни случаи годишно, баш тоа беше и најавено и објавено во минатава недела. Меѓутоа не смееме да го заборавиме квалитетот на воздухот во внатрешните простори, кој што по многу карактеристики е многу полош од квалитетот кој што се наоѓа во надворешната средина, иако јавната свест за квалитетот и стандардите за квалитет во внатрешниот воздух се многу мали, посебно во земјите во развој и неразвиените земји. Меѓутоа можам да кажам дека и кајна свесноста за овој проблем и сите штетности што произлегуваат од од квалитетот на внатрешниот воздух е многу ниска. А инаку причинители има многу. Така ќе ни ги наведете оние кои што живеат во градските средини во зимските месеци, речиси да не отвараат прозор за да проветрат. Точно. Не само во зимските, Марија, видете, ние сме најголем дел од денот во затворени простори. Дали е тоа заради нашиот работен процес, а после се враќаме дома, па повторно сме во затворен простор. И сега неповолните климатски услови, да кажам, веќе исто климатските промени, каде што имаме многу ладни зими и многу топли лета, значи ние дури и летно време не поминуваме доволен период на отворено. Повторно се затвораме во домовите, каде што имаме една вештачка климатизација или пак воопшто ја немаме. А зимно време не отвараме прозори затоа што е многу ладно, значи студено, посебно ако има и аерозагадување, или пак ако просториите се наоѓаат до некоја високофреквентна сообраќајница, значи треба да отворите прозор за да влезе чист воздух. Меѓутоа тоа нема да се случи, значи најголем дел ние го поминуваме во затворените простори, затоа е многу битно да се следи квалитетот на соодветен начин. Како се следи квалитетот? Кои критериуми одредуваат дали квалитетот на воздухот во затворените простори е добар или пак не? Значи, кои се тие критериуми? Основни детерминанти согласно кои ние одредуваме квалитет на воздух. 4 основни детерминанти се присуството на влага, која што може да доведе до создавање на мувла. Од друга страна е присуството на испарливи органски супстанции, кои што испаруваат во затворениот простор под дејство на нормална температура и нормален притисок. Значи не е потребно да има посебни услови за тие да се појават во внатрешната средина, потоа присуството на гасови меѓу кои е и јаглеродниот моноксид и радонот. Тоа се 4 основни детерминанти соколосно кои се карактеризираат квалитетот на воздухот, меѓутоа не треба да ги заборавиме PM10 частичките, PM2,5 частичките, потоа јаглеродниот диоксид кој што се зголемува во простори каде што имате окупација од повеќе луѓе, и беше одличен индикатор за кој што се зборуваше во последниве 2 години при проценка на трансмисијата на SARS-CoV-2 во работните простори, каде што со следењето на
ppm на CO2, ние можеме да забележиме дали просторијата е добро вентилирана или не и колку размени на воздухот треба да се обезбедат со системите за вентилација за да се намали трансмисијата. Потоа тука кога зборуваме влегуваат значи формалдехидите, јаглеродниот моноксид го спомнав, значи јаглеродниот моноксид освен што дава знаеме акутни труења доколку се користат некои горива во за грејење. Кога сме изложени постојано во 8-часовно работно време и на пониска концентрација на јаглероден моноксид, истиот може да предизвика кардиоваскуларни и исхемични заболувања, како што е ангина пекторис, инфаркт на срцето, значи нека ги го очитуваме со депресија на СТ сегментот, така што сите овие доведуваат до штетности врз здравјето на лицата, некои во помала мера, некои во поголема мера, некои се само инфламаторни заболувања, алергиски заболувања, додека некои може да доведат до фаталитет и до белодробни карциноми, како што е, например, тоа случај со радонот. Ке проговориме детално за радонот. Да. Дали хемиските средства со кои што го чистиме домот, па и просторите на во работната средина можат да бидат извор за загадување на воздухот? Апсолутно, значи ги спомнав испарливите органски супстанции во кои што тоа се присутни се апсолутно секаде, не само во хемиските средства за чистењето. Значи тие може да ги имаме испарување од мебелот, од текстилот, значи све она што го користиме во опремување, дали на работното место или во самите домови. Исто така зависат и од работните активности кои што се вршат во затворените работни простори. Штетноста е огромна. Прво, доколку имате зголемена концентрација на бензен, бензенот е генотоксичен, значи оштетува целуларната ДНК, а од друга страна предизвикува акутна миелоидна леукемија. Каде се наоѓа бензенот, во кои средства обично? Значи бензенот се наоѓа освен во тутунскиот чад, се наоѓа во многу препарати кои што ние ги користиме за хигиена во домовите. Мора да се пазат оние пиктограми, слики. Значи тој се јавува исто така при согорувањето. Значи тоа е материја која што буквално можеме да ја најдеме многу често. Или пак формалдехидите, например, формалдехидот кој што се користи за конзервирање, за презервација на производите. Исто така има докажани можни канцерогени ефекти врз популацијата. Нафталинот, например, тој против молци што се користи. Има докажани иритативни, сензибилизирачки својства. Потоа се тука полициклични ароматични јаглеводороди кои што представуваат исто така можен канцероген. Најголем дел од оние средства кои што ги користиме за чистењето и хемикалиите содржат потенцијални канцерогени. Се намалува ли овој проблем ако почнеме да користиме природни средства? Дефинитивно се намалува, меѓутоа прво финансиската цена, значи цената на тие природни средства е многу висока и дали тоа може секој да си го дозволи е исто така проблем, меѓутоа кога се користат хемиските средства треба да се пази прво на нивното соодветно складирање и соодветна употреба согласно препораките на производителот. Значи при користењето на хемиските супстанции достапот до нив треба да биде строго ограничен. Значи ако се работи за домот нема да ги држите во просторија каде што секој може да дојде во допир со или нив. пак не дај Боже деца, така во тој случај ќе имаме акутни труења, него да бидат складирани на посебно означено место. Користењето на овие средства да биде согласно препораките на производителот, значи доколку пример, се вели дека треба да се употреби едно капаче кој што се раствара во 5 литри, тоа да биде направено така, а не да се употреби пола литра за подобар, за да има побрз и подобар ефект, затоа што во тој случај испарувањата се поголеми. И секогаш после чистењето е потребно да се обезбеди добра вентилација на просторот, да се внесе нов свеж Значи да проветриме, да отвориме прозорци доколку се чисти тоалетот, а таму нема прозорец, да се вклучи системот за вентилација.
вентилација. Системот за вентилација мора да биде соодветен, значи. Некогаш имате вентилација може да биде природна и може да биде механичка. Најубава е природната вентилација, доколку секако ја имате. И најефтина, меѓутоа не секогаш е возможна, баш поради овие климатски промени и климатски услови што ги кажувам, не секогаш природната вентилација може да ја заврши работата за соодветно вентилирање на внатрешните простори. Во внатрешните простори често може да се забележи мувла над зидовите. Она црна мувла која што се јавува како последица на влага, токсична ли е? Значи, влагата спомнавме како една од главните детерминанти за одредување на квалитетот на воздухот и она што може да го причини се точно тие се како црни флеки во ќошовите на собите. Обично се јавува на места каде што имаме лоша вентилација и лош квалитет на воздухот со голема влажност и недоволни загревања. Почесто е во куќите отколку во становите, баш поради тоа што не се загреваат подеднакво сите простори. Често е на места каде што имаме влага во кујни, во бањи и тогаш е потребна дополнителна вентилација, значи да бидат прозорите постојано отворени, што и не енергетски ефикасно, така се од една страна може би е добро за просторот, меѓутоа не е добро за се губи топлината, загревањето, значи најдобро е трајно решение да се обезбеди изолација, значи дали на таваните, дали на ѕидовите каде што се јавува, со тоа што ќе се овозможи нивно дополнително загревање и топлина и на тој начин да не се создава таа мувла. Инаку, освен тоа што е вака непријатна за гледање, има непријатен мирис, од друга страна може одредени мувли да доведат до создавање на микотоксини кои што и такако се токсични за здравието на луѓето. Со нивната респирација, значи ние имаме хронични респираторни проблеми кои што може да се движат од алергиска природа, посебно кај вулнерабилните лица, не кај сите, затоа што имате луѓе кои што не реагираат. Кај нив нема да имаме симптоми на алергија, меѓутоа имате лица кои што и такако ќе појават алергиски симптоми и може да се појави астма, хронична обструктивна белодробна болест, кои што се дури резистентни на терапија и бараат сериозен пристап и затоа е јавно здравствен проблем. Од друга страна, на кој не е само да кажам респираторните проблеми. Лицата кои што живеат во таква средина имаат и системски проблеми, некогаш имаат мускулоскелетни, па се жалат на повеќе болки во зглобовите, во типот на реуматски, значи дефинитивно е проблем, меѓутоа не е само од, да кажам, влажноста која што предизвикува мувла, затоа што вие го имате влага во просторот, во тој случај имате поголема шанса и за бактериски, и за вирусни заболувања, кои што бактерии и вируси ќе се налепат на влагата и тогаш е многу полесно влезот низ дишните патишта. Го споменавте радонот како критериум за квалитетот на воздухот во затворените простори. Што е тоа радон? Радонот е природен, радиоактивен земјен газ, значи него го имаме буквално насекаде. Се наоѓа во земјата, во почвата, во водата. Има мирис, вкус, можеме да почувствуваме дали е присутен? Значи не можете да го видите. Тој е нормално присутен, убиквитарен е. Меѓутоа, најголемо значење има радонот кој што се наоѓа во почвата. Проценето е дека ние, значи луѓето, 50 некаде 40 до 50% од годишната експозиција и радиација која што ја приемаме отпаѓа на радонот, а е докажано дека радонот е втор причинител за појава на карцином на белите дробови веднаш после пушењето. Така што неговото значење и зголемувањето на свеста за постоењето на овој газ, кој што е особено ризичен доколку се наоѓа во поголеми концентрации во затворените простори и како значајно, така што радонот сам по себе во надворешната средина не е ризик фактор. Може да не е ризик фактор ниту во средините, значи во вака затворените простори, бидејќи тој се вдишува и се издишува многу брзо.
Меѓутоа, замислете, доколку во внатрешниот воздух, во внатрешната просторија, имате прашина или пак водени капки на кои што тој ќе се врзе, тогаш тој не само што навлегува во белите дробови, меѓутоа и останува во алвеолите, каде што почнува да емитира радиоактивност, значи тоа се алфа честички. Алфа честичките се позитивни честички кои што имаат голема моќ, меѓутоа имаат пенетрацијата е некаде 2 до 3 сантиметри. Например, во надворешна средина со еден лист на хартија, тие ќе бидат сопрени, не можат да пенетрираат. Меѓутоа, кога веќе ќе се најдат во белите дробови и почнува да емитира алфа честички, тие ги оштетуваат осетливите клетки на белите дробови и доведуваат до белодробен карцином. Меѓутоа, појавата не е веднаш, потребен е еден латентен период од 10-20 години за да се појави белодробниот карцином. Како навлегува радонот во домовите, во внатрешните простори или пак во просториите на работното место? На кој начин? Со оглед на тоа што тоа е присутен во самата почва. Навлегува преку подовите или преку страничните ѕидови, тоа преку сите пукнатини кои што може да ги имате, затоа што е гас, него не му треба голема дупка за да навлезе, тој навлегува меѓу порите. Така што навлегува од подовите на спојот помеѓу подот и ѕидовите или пак просторите што се наоѓаат меѓу каблите, меѓу штекерите, посебно доколку е просторијата под земја, под нивото на земја, на -1, на -2, иако е најден и во простории кои што се наоѓаат на самите приземни спратови, а многу е редок веќе над први спрат, каде што имаме и подобра вентилација, затоа што е земјен газ, навлегува значи или од земјата во приземјето или во оние подземни простории како што се подрумите, визбите, потоа рудници, пештери, простории каде што можеме работни организации има доста кои што користат простории подземјани или за да се искористи сега просторот. На тој начин навлегува и се задржува. Меѓутоа е многу битно да се каже дека неговата концентрација во просториите не е константна. Таа се менува, флуктуира од час во час и од ден на ден. Денеска во овој час може имате една концентрација на радон во просторијата, веќе следниот час таа е различна. А може ли никако да измериме колкава е концентрацијата на радон во објектот во кој што престојуваме? Се препорачува, значи, мерење на концентрацијата на радон, се мери со пасивни детектори кои што се многу едноставни за се местат во една просторија и мерењето баш од оваа причина, бидејќи е флуктуирачка концентрацијата, се врши на 3 на 6 месеци, се отчитуваат и се дава една годишна концентрација која што се изразува во бекерели на метар кубен. Светската здравствена организација препорачува таа вредност да не надмине 300 бекерели на метар кубен, на оптимална референтна граница е 100 бекерели во метар кубен. Обично во домаќинствата во просториите имаме 20 бекерели, меѓутоа некогаш знае да достигне и над 10, 20, 70.000 бекерели во метар кубен. Тоа е веќе висока концентрација? Тоа е веќе висока концентрација. И што доколку сме биле изложени на една ваква висока концентрација, како воопшто да знаеме дали сме изложени на радон или не, доколку не сме направиле мерења? Видете, на радон сме сите изложени, како што реков, значи тоа е 50% од така, но во домот, доколку е во поголеми концентрации, или на работното место? Во сите домови кои што се наоѓаат на површинскиот дел од слојот земјата, или се наоѓаат под земјата, посебно во геолошки подрачја, каде што геолошката структура, самата почва е богата со ураниум, бидејќи ова е распаден продукт, радон 222 се создава со распад на ураниумот. Доколку се наоѓа зградата, објектот на таква почва, тогаш е многу веројатно, не многу веројатно, него имате изоложеност на радон, само треба да се измери. Тоа се прави со Постојат национални програми за следење на јавното здравје и изложеноста од радон. Институтот за јавно здравје, мислам дека пред некоја година, 2019 година, изврши мерење во јавните установи кои што се под ингеренција на локална самоуправа, тука беа вклучени школи и градинки. Меѓутоа резултатите од мерењата би требало да бидат
некаде крајот на август оваа година, да излеземе со податок која е количината и која е концентрацијата на радон во затворените простори, онаму каде што е мерено. Меѓутоа, за работните организации, за домовите, значи одговорноста треба да ја имаат самите лица, не може, значи самите треба да се направат тие мерења, да се побараат пасивни детектори за да се види која е концентрацијата на. А има ли кај нас географски карти на кои што се обележани подрачјата каде што има поголема концентрација на радон? Бидејќи сметам дека тоа би било важно при градење на еден објект. При одлуката дали да се направи таму дом. Постои една мапа каде што стамбен објект, каде што е покажана концентрацијата на радон во земјиштето во Република Македонија. Имаме ниски, средни, високи концентрации. Согласно таа мапа, некаде Скопската котлина има највисоки количини на радон во земјата, меѓутоа не во цело Скопје. Значи имате општини каде што има помалку, имате општини каде што има повеќе. Потоа тоа е некаде централното, некаде Крушево, јужниот дел на Македонија, источниот дел е многу повеќе од западниот дел, согласно структурата. И секако тоа би требало да се искористи при градењето на објектите. Тоа е препорачано сега во препораките од Светска здравствена организација, значи пред почеток на градба, во самиот проект и дизајнирањето на зградите да се види геолошката структура на почвата, па согласно тоа да се знае дали е погодна и за каква намена е погодна, како ќе се изгради самата зграда, кои техники ќе се применат. Доколку објектот е изграден на таква почва каде што има поголема концентрација на радон и со мерење се утврди висока концентрација, може ли нешто да се направи за да се градба не намали? Можете да направите ништо. Ништо? Можете да превземете само инженерски мерки, како што е вентилацијата, која што е најдобра инженерска мерка за одржување на квалитетот, како што спомнав, на внатрешниот воздух, со цел да се намали концентрацијата на радон во просторијата. Треба да се зголеми, значи, подземната вентилација, со истиснување на радонот од подземните простори. Во текот на градба имате можности, значи сега се препорачуваат ставање на радон-пруф мембрани, значи мембрани на подот за да се спречи навлегувањето во просториите, или пак пумпи за сукција доле, електронски пумпи со кои што се извлекува радонот па се изнесува во надворешната средина. Меѓутоа, од кога е објектот направен, иако е веќе направен, вие не можете сега да копате и да правите во тој случај, ќе треба да се воведат инженерски мерки за вентилација. Да ги поканиме и гледачите да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број 3076 677, но тие ќе може да го направат тоа веднаш по рекламниот блок. Почитувани, останете на Телма. Денеска со доктор Искра Кочева, која што е специјалист по медицина на трудот во Сити Медика Искра, зборуваме за квалитетот на воздухот во стамбените објекти, во затворените простори. Можете и вие од овој момент да се вклучите во емисија на телефонскиот број 3076 677 и веќе добив знак дека имаме гледач. Ке му дадеме докторке предност да го постави своето прашање. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Вака едно прашање ме збуни се со Радонов. Јас во Сокобања престојувам многу често. Во Сокобања имаше предавања од доктор, не го знам сега името, каде што за Радонот зборува дека бил многу здрав и дека цела Сокобања всушност лежи на Радон. Потоа Сокобања е позната како воздушна бања. Таму одат луѓе, има специјално направени простори во паркот, каде што е најголемата концентрација на радон, да се инхалираат за белодробни заболувања. А сега вие зборувате дека се создава рак, карцином се создава на белите дробови од радон. Истражувањата покажуваат дека радонот е втор причинител за белодробен карцином кај непушачите. А не ми е јасно ова. Еве сега докторката ќе ја прашаме да ни даде појаснување. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Да, му благодарам на гледачот. Радонот, значи, е докажан хуман канцероген од првата група, согласно ЈАРК, тоа е меѓународна организација за истражување на ракот. Карциномот на белите дробови,
кој што е како причинител се јавува радонот, се јавува 25 пати повеќе кај пушачите отколку кај непушачите. Кај лица кои што се изоложени на радон во да кажам подолготраен период, значи тоа се простори во кои што вие престојувате и живеете, со години, во тој случај се јавува белодробен карцином кој што ќе се јави после 10, 20 или 50 години. Еднократна експозиција на висока доза на радон, значи не може да направи такво оштетување, потребно ни е подолготрајно. На кој начин и што било точно предавањето не можам да кажам. Така, бидејќи не сте го проследили, не сте прочитали. Не сум го проследила, меѓутоа фактот дека радонот е радиоактивен газ кој што во затворените простори може да доведе и доведува, докажани студии дека доведува до појава на белодробен карцином, посебно кај пушачите, е факт. Да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Да, овака, ја пратам вашата емисија и изненадена сум од сето ова што го слушам. Живеем на Видео Смилевски бато. Пред мојата зграда има монтажна гаража. Ова зградава е градена 80-тите години или така нешто. Меѓутоа имам некоја информација. Дали се слушаме? Да, ве слушаме. Имам информација дека овој дел од зградите или па конечно нашиот дел, 52 згради тука, се градени со радиоактивен материјал. Предпоставам дека има азбест. Предпоставам дека тоа? Дали е тоа можно? Така, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Повелете, доктор. Радиоактивен материјал, кога зборуваме за градба, значи самите градежни материјали, како што реков, радонот, освен што се наоѓа во почвата, се наоѓа и во водата и во градежните материјали. А и во градежните материјали го има? Да. Затоа на Институтот за јавно здравје секогаш кога се употребуваат, се увезуваат градежни материјали или пред прочеток на градба, во одделението за радиациона заштита имаме испитување на градежните материјали и емитувањето на радон од нив, затоа што вие може да не сте изоложени на радонот кој што доаѓа од почвата, меѓутоа доколку имате вграден градежен материјал кој што го испушта и емитира радонот, во тој случај концентрацијата на радонот во внатрешниот простор ќе биде зголемена. Ќе продолжиме со вентилацијата, потоа ќе се надоврземе и на она што го споменав пред малку, азбестот, кој што исто така во 80-тите години беше исклучително користен како градежен материјал, но еве да проговориме во однос на радонот и вентилацијата. Доколку проветруваме со отворени прозорци, ќе се намали ли концентрацијата? Апсолутно. Доброто проветрување и вентилацијата доведува до намалување на концентрациите, меѓутоа вентилацијата е инженерска мерка и најдобра контрола за квалитетот на воздухот. Не само за радонот, него за се оно што досега го спомнавме, дали во однос на микробиолошките агенции кои што се наоѓаат во внатрешниот простор, дали во однос на органски испарливи хемиски супстанции, гасови кои што се јавуваат. Значи вентилацијата е најдобро решение за затворените простори. Меѓутоа, не сме да заборавиме дека системите за вентилација, климатизација кои што ги имаме, без кои што не можеме, може да станат извор на зараза и извор на здравствени проблеми доколку редовно не се одржуваат и сервисираат. Што значи редовно одржување, редовно чистење? Колку често? Зависно од нивниот капацитет и зависно за тоа за какви простори се работи, дали се работи за индустријски објекти, дали се работи за работни организации од комерцијален карактер или се работи за домовите, и сето тоа се прави согласно препораките на производителот и согласно проектирањето и дизајнирањето на самите хали, каде што стручните лица кои што се за вентилација, климатизација, треба да кажат на колку време и како ќе се чистат. Зашто? Затоа што во нив, освен што треба да имаме
не само вентилација, доколку се работи со опасни материи, доколку имаме микробиолошки агенси, ние мораме да обезбедиме и соодветна филтрација, дезинфекција на средината, значи и на тие филтри. Не можете само да го рециркулирате воздухот, например, така беше сега со COVID-19. Овие системи кои што може да станат извор на микробиолошки агенси кои што сукцесивно ќе се ослободуваат во средината. Например, легионелата е од огромно јавно здравствено значење, пред се затоа што може да даде хронични респираторни проблеми, меѓутоа може да даде проблеми од типот на пневмонитис, алергии, дури и септичен шок или акутно откажување на бубрезите. А од друга страна во овие системи за вентилација се најдени над 9 типа на бактерии, на вируси кои што па од друга страна предизвикуваат и атипични пнеумонии или хронични респираторни проблеми за кои што лекувањето прво е долготрајно, а второ е имаме голема резистентност кон постоечките антибиотици, така што одржувањето на овие системи е од апсолутна важност. Ние домашните клима уреди знаеме да ги изчистиме на начин што ќе го извадиме филтерот и ќе го ставиме под млаз вода. Доволно е тоа за да се спречат вакви проблеми? Тоа е механичко, значи чистење, тука немате тогаш дезинфекција. Така вие во самите клима уреди може да имате агенции од внатрешната средина, меѓутоа и од надворешната средина наоѓаат инсекти, нематоди, значи филтерот со механичкото чистење со вода вие ќе го исперете, меѓутоа потребно е да се изврши дезинфекција. Од друга страна, зашто јас тоа не би го препорачала, секогаш кога бидејќи овие се извор на штетни агенси, кога се чистат уредите, треба да се носи заштитна опрема. Меѓутоа заштитна опрема за очи, заштита на лице за вдишување, значи маска. Ракавици за еднократна употреба. Значи сето тоа треба да го направи професионално, стручно лице за да бидеме сигурни дека ќе го добиеме квалитетот на воздухот кој што ни е потребен. Често можеме да слушнеме за штетното влијание на азбестот врз здравието. А азбестот кај нас се уште го има во многу објекти, бидејќи во 80-тите беше користен како градежен материјал. Па, што е точно азбест и зошто наоѓаше толку широка примена? Вака, азбестот е природен минерал кој што исто така го имаме и во почвите, и во водите. Широко се применува не само пред 50 години, илјадници години, може повеќе од 4000 години наоѓа широка примена, со тоа што некаде во 70-тите години се употребува масовно, и тоа во сите индустрии, пред се заради неговите идеални својства како материјал. Значи, тоа е отпорен на високи температури, отпорен на корозија, отпорен на хемикали, на механичка сила, има голема еластичност, може да се истегнува, флексибилен е, може да се вгради во ткаенина, кога ни е потребна огноотпорност или работа на високи температури. Се користел во автомобилската индустрија за обложување на сопирачки, дифтунзи, кумплунзи, потоа за изградба на азбестно-цементни цевки, за изолација на топлотни котли. Значи имам над 3000 комерцијални производи кои што содржат азбест. Меѓутоа, некаде во 80-тите години започнува веќе загриженост околу неговата толку широка употреба, пред се заради здравствените ефекти кои што ги има, тоа се несакани здравствени ефекти врз луѓето, најчесто се одразува на белите дробови, бидејќи најризичен пат на негово внесување е инхалацијата на азбестните влакна. Негативни здравствени ефекти, болести кои што ги предизвикува азбестот може да бидат од азбестоза, која што е хронична интерстицијална прогресивна болест, па се до малигни заболувања. И тоа малигни заболувања на плеурата, мезотелиомот, малигно заболување на перитонеумот, значи обивката на стомачните органи, потоа плеврални плаки или пак белодробен карцином.
Што е разликата со останатите малигни заболувања? Значи, освен етиологијата, вие не можете да знаете дали е тој не се разликува по ништо од останатите белодробни карциноми. Инаку, многу почесто се јавува кај пушачите, некаде за 50 пати е повисока стапката кај пушачи отколку кај непушачи. И многу е важно да се напомене дека е битна експозицијата, односно не ви е потребна некоја долгорочна експозиција за да се појави карцином. Може да има еднократно изложување на високи концентрации азбест. азбест? Мезотелиомот, значи за мезотелиомот, кој што е малигно заболување на плеврата, а настанува исклучиво како причинител е азбестот, може да настане заради еднократно високо изложување на азбестни влакна или неделно, еднодневно или пак неделно изложување на високи концентрации на азбест. Опасен ли е неоштетениот азбест? Не, значи азбестот кој што е вграден во материјалите, доколку не го чепкате, не ги шмирглате, не ги обработувате и не се создаде азбестна прашина во која што ќе има азбестни влакна, кои што ќе може да навлезат во белите дробови каде што ќе бидат заглавени во алвеолите, па со тек на времето да ги дадат последиците, воопшто не опасен. Меѓутоа, опасноста се гледа од моментот на изоложување до појава на симптоми може да поминат најмалку 10 години, а некогаш и 40 или 50 години. И затоа многу треба да се води евиденција на работници и работни места кои што се ризик и кои што имаат изложување на азбестна прашина, например, тоа се градежните работници или оние кои што работат во индустриите кои што се користи азбестот. Иако морам да напоменам дека денеска професионалната експозиција е многу мала и овие професионални заболувања веројатно ќе ги гледаме како резултат на она што се користело во 80-тите години, така после 30 години е таман сега некаде да ги гледаме малигните последиците од неговото користење. Меѓутоа, оно што е загрижувачко денеска е појавата на азбест во животната средина поради ненамерното оштетување. Значи, ние сме сведоци... При реновирање, например, на домот. При реновирање, значи, ако немаме одстрануваат азбестни панели и слично, на каков начин треба да се елиминираат од домот или пак од... Постои многу строга регулатива во овој дел. Значи, тоа е регулатива од Министерството и Инспекторатот за животна средина. Направени се и прирачници во соработка со Институтот за јавно здравје за начинот како се управува со отпадот од азбестните производи, на начин како тие треба да се отстранат, како треба да се спакува, да се транспортира и на крај елиминира во Дрисла има посебни погони каде што се уништува овој азбестен. Но при реновирањето ние никогаш и не знаеме дали отстрануваме азбестен материјал. Затоа тоа е голем проблем, меѓутоа секогаш би требало претходно да се информираме. А како да знаеме, како да процениме? Ние како лаици можеме да утврдиме дали се работи за азбест или не? Како лаик не можете да утврдите, може само професионална служба да истестира. Меѓутоа, доколку зградата или објектот е направен во 70-тите или 80-тите години, во раните 80-ти, најверојатно, мислам, дефинитивно имаме азбест во градежните материјали. И тука претпоставам дека треба да бидеме исклучително внимателни. Кому треба тогаш да се обратиме ако сакаме да реновираме? Кој да го отстрани азбестниот материјал? Значи, постои некој протокол? Постои протокол, постојат правилници, значи се најмува тука компанија во соработка со Министерство, значи за животна средина и инспекторат, како тој отпад после тоа ќе се имаме и овластени компании, приватни субјекти кои што тука ќе ви помогнат. Меѓутоа, не треба да забораваме исто така, тоа е едно. Меѓутоа, имате неповолни, да кажам, природни катастрофи, што е со земјотресите. Така, имаме денеска, ветришта, урагани, торнадо, поплави, кои што дефинитивно се причинител. Имате сега војната во Украина, бомбардирањата.
се уништуваат цели градови, кои што веројатно биле градени 70-тите и 80-тите години. Која е таа концентрација на азбестни влакна, кои што сега ќе се ослободи од прашината и последиците кои што ние после тоа ќе ги гледаме. Се пренесуваат преку воздух на широки азбестните влакна се многу лесни, значи зависно од услови, од временските услови, меѓутоа за да се сталожат на земјата потребни се 24-48, некој 72 часити, од кои ќе се сталожат ако повторно имате некоја активност, повторно ќе се кренат во воздухот. Сите азбестни влакна се подеднакво опасни? Зависно од нивниот диаметар, значи од нивниот можноста да навлезат во белодробното ткиво, инаку сите азбестни влакна велиме дека се опасни и токсични, на некој начин го оштетуваат здравјето. Видете, порано, ова е примарна експозиција. Имате и секундарна експозиција за која што многу малку се зборува. Доколку работник работел одредена активност на која што имало отстранување или бил изложен на овие азбестни влакна и се дојде дома, при тоа не носел соодветна заштитна опрема, азбестните влакна остануваат на коса, на кожа, на облеката. Порано се виделе дека овие азбестни влакна ги пренел во домашната средина, кои што се после инхалирани од неговите деца, од жената која што пеглала облеката. Затоа и оние кои што го отстрануваат и што работат мора да носат целосна заштитна опрема. Не е тоа затоа што така е пропишан законот, туку постои реална опасност, реална опасност постои, мора многу да се внимава, значи во овие случаи. Што да преземеме доколку знаеме дека сме били изложени на висока концентрација на азбест? И во овој дел е регулирано со строги правила, значи службите по медицина на труд работат согласно одредени правилници за заштита на здравјето од лица изложени на азбест. Значи што се препорачува? Кај оние кои што знаеме дека имаме ризични работни места, се препорачува преглед, претходен преглед пред почнување на работа, а после редовни годишни периодични прегледи. Доколку се утврдат проблеми, значи се прават и редовни компјутерски или радиолошки снимки на секои 3 години и тоа трае не само додека трае експозицијата, меѓутоа реков латентниот период е и 30 и 40 години, значи продолжува и после тоа, дури после од кога луѓето ќе се пензионираат, потребно е редовни контролни прегледи. Продолжат овие прегледи, иако кај нас после пензија никој не ги упатува на медицина на труд, или финансиски, тоа треба да го моментално е на терет на работодавачот, меѓутоа од кој ќе се пензионираат, тоа е дефинитивно јавен здравствен проблем и тука државата треба малку повеќе. Превенцијата во државава ни е на дефинитивно едно пониско ниво и мислам дека вложувањето во превенцијата треба да биде клучно за наредниот период. Ајде да проговориме и за неионизирачкото зрачење во стамбените објекти. Постои ли ризик од електромагнетните зрачења од, да речеме, струјните кола? Или пак радиобрановите од безжичната технологија, како што е Wi-Fi, потоа мобилните телефони, телевизорот, радиото, многу се зборува, микробрановите? Многу се зборува за оваа тема посебно во последниве години. Актуелна. Дали постои ризик? Ризик секако постои. Од све што користиме, се е ризик. Све зависи само од должината и од дозата, можам да кажам. Оно што е многу важно е дека излегоа различни теории на денеска дека еве Wi-Fi-то, мобилните телефони, 5G, не знам, може да предизвикаат нели и малигни заболувања. Студија која што ќе докаже причинско-последичната врска дека овој дел од спектарот на електромагнетното зрачење може да предизвика малигно заболување не постои, иако ако ја погледнете во Меѓународната организација за истражувањето на ракот ЈАРК, дека неонизирачкото зрачење представува можен канцероген за лицата, за луѓето. Меѓутоа, тоа е пред се поради загриженоста за појава на детска леукемија, значи леукемиите во детската возраст и за појава на тумор на мозокот. Затоа што утврдено е дека кај деца кои што се во развој, така некаде до 7, 8, 10 година, а се изложени на фреквенција од мобилни телефони, тоа е
подолго време на Wi-Fi. Во тој случај има студии кои што не покажуваат дека се појавува почесто леукемија во детската возраст и користењето на мобилните телефони, посебно доколку ги држите значи блиску до или на уво, не се користи значи слушалка или Bluetooth, и доколку тоа е неколку часа во текот на денот, исто има во случаи кои што велат веројатноста за појава на тумор на мозок на таа страна е поголема и затоа се препорачува ограничено користење. Значи, имате земји кои што го ограничија користењето, дури забранија користење на мобилни телефони и на Wi-Fi за деца до 10 годишна возраст. Така што, или пак мобилниот телефон да не се држи нивото, кога можете да користите Bluetooth, така да се почитуваат некои препораки, инаку студија која што го докажува причинско-последичната врска дека се предизвикуваат малигном, нема. Од друга страна пак предизвикуваат други здравствени оштетувања заради самата фреквенција, значи поради топлината, загревањето, може да направат изгоретини, може да оштетат видот, катаракта, појава на ретинопатии и така натаму. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Навистина интересна тема, информации кои што досега не ги знаевме. Ви благодарам. Ви благодарам. Поздрав до гледачите. Доктор Искра Кочева, специјалист по медицина на трудот, беше денеска гостинка во студиото на Телма. Доктор, ке почесто да проветруваме. Претпоставам дека тоа е крајниот совет од денешната емисија. Кога можеме, треба да бидат прозорите отворени. Така. Се гледаме секој работен ден во 12:45 секако на Телма. Имајте убав ден.